Сијасток, денеска го правиме вистинскиот унгарски гујаш со сочно телешко месо, меки компирчиња и домашни тестенини. Ова јадење еднаш неделно обавезно јадевме дома. Вака цело тенџере маса и сите се обиравме околу него. Унгарскиот гујаш е уствари супа, една многу богата супа и после ова само нешто благо јадеме. Например, една палачинка или нешто колачиња, но за благото во наредното видео. Ајде да почнеме. Најважните зачини што ќе користиме се ким, не кимион. Ким е многу другаче вкус има од кимот. Ловоров лист, обавезно ставаме во скоро сите унгарско јадења. Најважното, значи ова паприка на унгарците секако злато. Зеленчуци, еден кромид, компирчиња 2, домат, зелена пиперка, лукче, морков и макдонус. Јас сакам многу да ставам целер, јас обожавам. И може една пашканата. Јас готвење за вакви јадења сакам да користам свинско маст. Ке ставаме нормално сол и бибер, вода околу 1 литро, ама на крај ќе видиме, може би е поише. За тестенини ќе треба едно јајце и околу 100 грама брашно плюс една лажичка сол. Ајде да почнеме. Еден кромид, ке сецкаме ситно. Иначе ќе има време доста да се вари, но јас сакам уште поситно како што може да исецкам кромидот. Сега убаво ќе ми дојде за настинката што ме мачи. Ќе ми извинувате денеска, маца ми е гласот така. Ние во Унгарија за гујашот користиме само еден кромид, затоа што кромидот дава благ вкус. Знам дека во гулешот во Македонија ставате многу кромид, тоа ќе направи малце благо и ние во гујашот сакаме да имаме попикантен вкус, не треба да биде толку благо. И балансираме со доматот, малце тоа дава како кисел вкус. Гујаш, кажуваме гујаш со ј. Вие гулаш го викате така? Еве убави ситни коцки имаме сега. Продолжиме со пиперката. Исто вака ситни малечки коцки. Јас тука во Македонија не можам да најдам или можеби еднаш видов исто ваква пиперка, само жолти. Ако има некаде, пишувајте ми. Ние го викаме ТВ паприка за полнење. Полнети пиперки ги користиме тие жолтите. Така, имаме кромидот, пиперката, сега лукчињата. Малце ги смачкаме и после сецкаме ситно исто. Сега ќе сецкам падлиџанот. И јас цело време љупам падлиџанот затоа што кога вари, нели, љушпата се вади и така стои во јадењето и не е убава, така да подобро да се изљупи. Средниот дел може целиот да се извади со нож. Овој период падлиџанот е само за готвење, нели? Нема убави за салата. Ова е готово. Сега ќе пуштиме тенџерето да се загрее и свинскиот маст и после ќе почнуваме да пржиме сите ова што исецкавме. Околу една голема лажица свинска маст. Ако немате, нема везе, може и со зејтин слободно. Ќе чекаме да се стопи малце. Ќе тестираме дали е доволно жешко. Треба уште малце. Сега приметив дека имаме уствари боите, како на унгарски знаме. Црвена, зелена и бела. Ова беше намерно. Ајде сега ставаме малку сол на пола лажица. И чекаме да фати златна убава боја. Ако ви се допаѓа видеово, ставајте лайк и subscribe. Почесто треба да се меша, затоа што ќе се изгори долниот дел, ама сега веќе има многу убава мириса. Сега ќе фрлам 3 ловоров листови и кимот, една вака пола лажица. Сега веќе густо немаме сокот од домат. Уште малце ќе биде спремно за да ставиме месото.
Сега може месото да додаваме. И чекаме месото малце да смени бојата, да биде побело. Пазиме да не се изгори. Сега скоро сите коцки месо има различна боја, мислам бела, побела од како што почнавме. Сега ќе ставиме црвена пиперка. Стварно вакво нешто не сум најдел тука, само од Унгарија кога земам, значи браво. Јас сакам со многу црвена пиперка. Може би 3-4 вакви мали лажички ќе ставам, ама ќе видиме на крај. И тука сега пазиме, затоа што пиперка ако се изгори, може да направи како горчи. Вау, гледајте на бојата. Сега ќе додаваме вода. Не многу. Околу пола литра, мислам дека. Месото да биде покривено. Толку. Ке ставам уште поише сол. Ако користите коцка, може една говедска коцка или вегета, тогаш помалку сол се стави нормално. Ама сега, затоа што јас не ставам коцки, ке ставам малце повеќе сол. Така. Мешај, мешај, мешај. Го покриваме тенџерето, средна температура ќе ставам и чекаме месото малку да се умекне. Ќе ни треба едно мало мюзли бол, едно јајце, сол, една пола лажичка. Добро. И околу 100 грама брашно, но ќе ставам чекор по чекор, затоа што не сум сигурна дека ќе ни треба се. Кога баба ми правеше ова, само прашувавме баба колку брашно, колку ова, колку она. Па не знам, толку со очи, кога ќе видиш тогаш, значи не знам и јас сега, ја разбирам сега дека немаме точен рецепт. Ова треба да биде ептен тврдо, тестото. Ќе видиме дали ќе искористам 100 грама. Ајде, сега може со раце да работиме. Уште малце, за да не се лепи. Треба да биде толку тврдо да не се лепи тестото. Имате сега добро. И со сукало ќе направиме многу тенка, како 3-4 мм. Во меѓувреме да провериме што се случува тука, затоа што може би е премногу Сева е окей, да не се изгори. Ама имаме доволно вода, така да нека си тера. Ајде. Значи, гледајте, не искористив цел 100 грама. Помалку. Зависи од јајцето. Ама треба да биде малце потврдичко, за да можеме да штипаме со прстите и да не се лепи. Уствари можете претходниот ден да се направите или пред неколку сат да почнете со супата, затоа што уште поубаво ако седи малце, ако има време да стои. Ете, сега веќе не ми лепи. Малце брашно, има доволно. И со сукалото ќе направиме потенко. Ќе ми треба еден нож да исечеме на 4 парчиња, за да биде полесно да се држи тестото, да не смета. 4 помали парчиња.
Со малку брашно ќе почнуваме да штипаме тестото. Уствари на унгарски ова се вика чипетке. Чипет значи прстофат или чип да штипаш. Ја не сум толку брза, баба ми како правеше. Ко пушка. Готово. Може малце вака да правите. Да не се лепи на прстот. Чипетке е многу добра и за во секаква супа. Ако правите нешто такви потешки супи, по-богати супи, многу убава во супа од грав или грашок или лекја. Кога беревме грозје, баба ми имаше такви големи земја, не знам како се вика, со грозје. И за сите луѓе што работеа таму, требаше да направиме нели нешто ручек да јадат. И претходниот ден собиравме ние деца, мајка ми и баба ми и заедно правевме овие тестенини. Последно. Идеме. Така, готови сме. Сега малце се суши тука. Ке видиме сега што прави супата. Охо. Добро, супер. Значи зависи од месото, ама околу сат време треба да поминува и после, за последен пола сат ке ставиме зеленчуците и за последните 10 минути ке ставиме тестенините. Уште треба време. Додека се вари супата, ке исецкаме зеленчуците. Вие морковчиња се помали, ке ставам 2. Ке сецкам на кругови, затоа што помали се. Ако поголеми моркови користите, може на први на пола, па после на поситни делови. Океј, пашканат. Може помалата. Исто на крупчиња, тенкиот дел, подебелиот дел на пола, па после на парчиња. А сега целерот. Ке исечам први на овие делови. Јас обожавам, можеме на цело парче да јадам. Секогаш ставам во сите супи. Марк не знам дали сака, затоа што јас стално сецкам како компири и не примети. Ама не одбива. Важно е дека не приметува и јаде. Ова може на помали коцки. Така. И 2 компири. Исто на помали коцки, затоа што сакам месото да биде како стар во супата, не зеленчуците. Овие само дават вкус, имате текстура, но месото да биде најглавното, најголеми парчиња. Така, ова готово. Макдонусот јас не сецкам, тогаш ставам на крај како цело парче, букече, затоа што полесно да се извади на крај, ама тука ќе ставам затоа што стално заборавам. И сега треба да чекаме само месото. Ајде да видиме до кај е супата. Сега скроз густо е. Сега изгледа поише како македонскиот гулаш. Но, нема да го оставиме така. Сега ќе ставиме зеленчуците. Убави. Морковчиња, целер, пашканат, сенатре, кумпири. Така. Макдонусот на крај, да не заборавам.
И ќе ставиме сега вода. Ова сега околу 750 мл има тука. Ајде да видиме. А да, може се, затоа што после ќе ставиме тестенините и тогаш ќе се згуснува уште малце од тестенините, така да треба да има. Уствари уште. Значи 1 литро. И така. А сега, ако користите коцка, сега може да се стави. Ќе ставаме до нушчето, пак ќе затвориме, чекаме малце, зеленчути да се омекнат и на крај ќе ставиме тестените. Иначе, јас дома, само јас готвам, Дадо не готви, така да кога немам време за готвење, стално го викаме корпа, они се најбрз. Сега ќе чекаме малце да почнува пак да to boil и ќе продолжиме понатаму. Видеото исто така спонзорирано од Ким од Неготино. Они имат најубави сосеви, како например кетчап, мајонез, секакви сосеви, джемови и плюс пелати. Ајде да видиме, мислам дека сега веќе треба да биде готово. Ќе пробаме компирче едно, еден морков, супер. Компирот да видиме ако браво, како путер. Значи сега може да ги ставиме малечките тестенините што ги направивме. Вака маце ќе ги истресам за да падне брашното. Не сакаме брашно внатре во супа, ќе биде уште погусто. За тестенини околу 10 минути треба. И готови сме. Сега веќе не треба да покриваме. Ќе си тера така. Може да сечеме свежиот леб и сервираме. Ох, како крцка душичка. Ова супа има внатре, нели, компири стававме тестени, ама уште и леб трпи на страна. Посебно ако сакате да мацкате, дефинитивно ви треба. И сега гасиме. И спремни за сервирање. Многу добро изгледа. Меки компирчиња, мефце, тестенини, морковче. Свежо лепче. И ајде да пробаме што направивме. Многу добра. Мене ми фали љуто, ама ќе ставам после, затоа што Марк не може толку јуто да јаде. Ова мислам дека ќе ми лечи на стинката.